أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة طه وياسين. Cemaati muslimin, почитувани браќа и сестри, следбеници на вистината. Благодарноста, славата му припаѓа исклучиво на Севишниот Аллах Джелешануху, Господарот на световите, Господарот на истоците и западите, Владарот на денот суден, кој е еден и единствен, и освен него нема друг Бог, кој не е роден, ниту ќе роди, и никој не му е рамен, племенит и достоинствен, чист од секаков вид на недостатоци. Него му служиме, него му робуваме. Нашиот пост, нашите ибадети, нашите извршувања на намази во знак на покорност и почит кон него, него му се посветуваат, како што и нашиот живот и нашата смрт него му ја посветуваме. Почитувани гледачи, браќа и сестри, сограѓани, нека Севишниот Аллах Субханаху ва Таала се смилува над сите нас, над целиот уммет, да се смилува на нашите семејства, блиски и сакани во овој мубарек месец, шехри Рамадан. Пред да влеземе во нашата тема во врска со постот, ја користам оваа прилика сите вам да ви го честитам светиот месец Рамадан, молејќи го Створителот да даде милост, рахмет, берекет, мир и спас на секоја душа, и да не избави од ова искушение во кое целиот свет се наоѓа, искушението на COVID-19, коронавирусот, но секако и да ни ја даде поуката од целава ситуација во која се крие и голема Божја порака до Адемовото потомство. Вечер во нашето рамазанско дружење на социјалните мрежи со овој виртуелен меджлис и джемат, ќе имаме можност да се дружиме со двајца наши
ценети пријатели, браќа, сограѓани, доктор Ариф Пини од Гостивар, кој ќе ни толкува пост од научен медицински аспект и ценетиот дипломиран теолог Ферки Демировски, кој ќе ни толкува Рамазан и постот во овој мубарек свети месец од филозофски и социјален аспект. Оваа ноќ јас ја превземам улогата како модератор, водител на оваа емисија. Па во името на милостивиот, somilosниот Аллах, ја започнувам оваа наша дружба, оваа наша емисија, заедно со нашите гледачи. Почитувани, се наоѓаме во месецот Рамазан. Пред се да ве поздравам со Аллаховиот селам, кој воедно и молитва упатена кон Севишниот меѓу правите верници. И ве поздравувам двајцата мои гости, велејки Ессаламу алейкум ва рахметуллахи таала ва баракатух. Нека е Аллаховата мир, спас, берекет и рахмет над вас и вашите сакани. Дали се слушаме? Алейкум селам. Дали ме слушате? Алейкум селам. Машаллах. Да не ни касни тонот. Само ќе приклучинаме, ќе може музиката ајде од позади да ја намали за да се слушаме подобро. Бидејќи тројца сме. Тоа ќе биде и за луѓе подобро да не слушаат. Ви благодарам. Јас денеска ќе видам само ко технички персонал. Од позади. Терате со дебата. Во ред. Секако. Доктор Ариф, како си? Селамун алейкум, се слушаме, така? Алейкум селам, секако да. Поздрав до вас, поздрав до сите гледачи. Сакам да искористам приликава на сите да им го честитам овој свет месец Рамазан, да им посакам Аллах да им се смилува на сите, да ни се смилува на сите, иншаллах да ни ги опрости гревовите. И се надевам ќе имаме едно добро дружење вечер. Да се надеваме во милоста Аллахова. Нека Аллах ти се смилува, докторе. Амин. Ходжа Ферки, Селам алейкум. Секако на сите оние што Алейкум ме селам. слушаат и секако и до вас. Мислам дека ова е навистина добра прилика да го искористиме овој момент или ова алатка на виртуални конференции, каде што покрај другото ќе си направиме неколку реда муабет меѓу нас, а со тоа и ќе споделиме некои наши мислења околу целата ситуација Рамазан и она што ние мислиме дека е добро, а секако со нас ќе имаме и луѓе кои што ќе дадат своји мислења и се надевам дека со преку овој наш пријателски разговор ќе успееме пријателски да ги разбудиме срцата на нашите пријатели. Амин. амин. Па како што знаете, драги гости, а и драги гледачи, се наоѓаме во светиот месец Рамазан, месец на Божјата милост, месец на светиот Кур'ан, Азимушан, месец во кој Севишниот Бог својот говор го објави за последниот пророк, пратеник и гласник на земјава, пратеникот на милоста Мухаммед алейхи салату вассалам. Куранот како Божји говор кој е објавен
како патокас, како осветлување, како вадење од темнина и насочување кон светлина. Во овој свет месец Севишниот Бог ни наредува да постиме. Пост како дефиниција е оттргнување од јадење, пиење, интимни односи, абстинација, од изгреј сонце, наречено имсак, до зајди сонце, наречено ифтар. Во целиот свет, верниците, следбениците на исламот постат. Уште од најстарите времиња постот постоел. Куранот за тоа не известува. Конкретно во суретул Бекаре, 183 ајет, Севишниот Аллах џелле шануху вели: Стаузу биллах, бисмиллах, ја ејюхеллезина аману кутибе алейкумус сијам кема кутибе алеллезина мин кабликум леаллакум таттакун. Еј, вие кои верувате, пропишан ви е постот во месец Рамазан, како што беше пропишан и на вашите предци, за да бидете богобојасливи. Постот како оттргнување од јадење, пиење и интимни односи, секако се пости со желудникот, но дали е доволно само да бидеме гладни, да абстинираме од јадење и пиење? Или како што вели Божиот гласник и пратеник Исус, синот на Марија, кога вели: не постете само со стомакот, за да побледите во лице и луѓето да ви кажат дека сте побожни. Туку вистина ви велам, постете со душата, воздржувајќи се од гревовите. Тогаш, како би го анализирале постот од оној филозофски, од оној социјален аспект, од оној спиритуален аспект? Ова прашање го упатуваме до нашиот теолог и оџа, Ферки Демировски. Ферки, твоето време почнува. Бисмилlah. Бисмилlah. Благодарам за прекрасниот вовед во оваа тема и мислам дека е навистина многу важно да поминеме низ една тема која што многу поретко се разговара. Знаеме дека сите наши колеги теолози разговараат на темата како што е во хадисите, во ајетите, како што е пропишано и повеќе разговараат за оној дел да се оттргне човекот од храна и од секако страсти, а забораваат на тоа дека постот е уствари еден целосен пакет на човекот и да се го тренира својот карактер. Вечерва би сакал да обврнеме неколку теми и да посветиме кратко внимание на тоа кои се пораките на постот, кои имаат подлабоко значење и која е пораката која што Аллах Джелешану ни ја предава преку овој годинешниот пост и како тоа се отсликува на нашиот секојдневен живот. Знаеме дека сите сме научени ова време да бидеме во џамија да клањаме таравија. Знаеме дека сите сме навикнати ова време да организираме ифтари со нашите најблиски, па да организираме ифтари на некои поголеми средби и со тоа да покажеме дека ние сме богобојазни, како што секако Руфат го предложи тоа. Така да, со овој Рамазан ние имаме две теми кои што би сакал да ги разговарам денеска со вас.
односно две гледишта за тоа како нашиот Создавател ни испраќа некои сигнали или знаци за тоа каде се наоѓаме. И на оваа тема има две размислувања. Едните луѓе викаат дека сме казнети, дека Аллах Джелешану е незадоволен од сето она што ние го правиме до сега, дека Аллах Джелешану не сака да бидеме на таваф во неговата куќа, дека Аллах Джелешану не сака да клањаме теравии во кои што сме разединети. Долани ние едни клањавме 20 рекати теравија, другите клања 8, едните викаат 10. Долани ние се надпреварувавме да правиме ифтари преку Facebook, да правиме слики со тоа кој колку ифтари дал, кој колку гости собрал во неговата куќа. И една група на луѓе со право сметаат дека Аллах Джелешану едноставно не сака веќе ние да чиниме ибадет онака како што до сега го правев. Се сеќавате како луѓето почнаа да одат на умра и на хаџ преку Инстаграм, преку Фејсбук, преку картончиња со имиња, со слики, значи самата поента на богобојазништвото не е да се покаже на другиот колку сум јас верник. Многу добро го цитираше тоа нашиот брат Руфат. И една група голема на муслимани сметаат дека ние преку овој начин сме казнети како до сега ја практикувавме нашата вера. И ова е еден црвен картон да си ги преиспитаме нашите чекори, како тоа ние му се обраќаме на Аллах Джелешану. И затоа Аллах Джелешану, дали преку оваа ситуација, дали со ковид, дали со едноставно овие законски одредби, одлучи да не оттргне од куќите Аллахови и да не оттргне од заедничкиот практикување на верата и да ни го лимитира начинот на кој што ние ќе ја рекламираме верата. Сега не може да правиме лајв со 100 ифтари. Сега не може да правиме картички од Мекка како сме отишле на умра. Така да сега можеме само да кажеме колку сме муслимани. И мислам дека со право една голема група на луѓе смета дека ние сме казнени. Но има една исто така многу голема група на луѓе кои што Аллах Джелешану го застапуваат мислењето дека Аллах Джелешану преку ова, покрај тоа што не казнува, ни дава можност да се осознаеме самиот и себе си. Да можеме да се посветиме и да можеме да се осамиме и да се испостиме едни со други. И на тој начин да си го спознаеме нашиот правилен дин. Затоа што Аллах Джелешану не бара човекот да отиде во џамија за да биде муслиман. Ние можеме и дома да клањаме 5 вакти намаз, и дома да го величиме името на Аллах Джелешану. Можеме од било која земјината страна да постиме и да бидеме онакви како што треба да бидеме. Мислам дека сакаш да каже нешто, Руфат. Да, сакав само да те надополнам, Преска, дека не е само казна, туку искушението со COVID-19 е всушност и Божја порака, во нејзе се крие некоја тајна и тоа треба да го разберат Адемовите синови. Се додека нема да го разбереме, тоа искушение нема да си оди. Апсолутно се согласувам и затоа велам постои една голема група на луѓе кои што го сваќаат тоа како казна и го сваќаат и тоа како опомена или црвен картон и се додека не си го свртиме прстот самите кон себе си, да сватиме дека верата, почитувањето на Аллаховите наредби не е рекламирање, затоа што стварно, ако можам вулгарно да кажам, ние забегавме со верата. Значи, почнавме толку да ја вулгаризираме нашата вера, затоа што секој наш чекор го покажувавме на социјалните мрежи. Еве како јас се клањам, еве јас како давам садака, еве јас како помагам на луѓето, и навистина тоа не е целта на ислам. Навистина не е тоа целта на доброчинството и богобојазноста. И ова е момент каде што треба да се вратиме на тие корени, каде што оној кој што ќе помага не треба никој да знае дали помага или не. Оној кој што ќе направи добро дело, само Аллах Джелешану може да го види. Може ли сега да каже некој дали клања теравија дома или дали не клања? Не, затоа што сите сме дома. Што до минатата година многу луѓе пред да одат во теравија ќе направи едно 500 слики пред да влезе во џамија, кога земе абдест, па кога се клања, па што зборел оџата, па дали зборел добро или не зборел добро. Значи, поентата на богобојазнивоста е да застанеш пред Аллах Джелешану со сите твои грешки, мани и недостатоци, да кажеш јас сум тој кој што се поклонувам пред твојата возвишеност. Опрости ми и гревовите и прими ги моите ибадети.
тогаш сме ние големи верници. Тогаш се случува она кое што треба да се разбуди во нас. Сега, дали ние ќе ја сватиме пораката или не, останува да покаже времето и би сакал да слушнам дали вие имате исто такво мислење како што јас размислувам. Да, секако се сложувам. Веднаш прашањето ќе го поставиме и за доктор Ариф Пини. Дали се слушаме, Ариф? Да, се слушаме, да. Нашиот брат Ферки Демировски говореше како воведен дел дека искушението во месецов кој не погоди со COVID-19 може покрај ставот дека е казна Божја од нашите злодела, може да биде и Божја порака Така. во која се кријат многу мудрости и навистина COVID-19 не затвори во нашите домови и ние остваривме едно осамување, што е дел од ибадетите во месецот на Рамазан и што е дел од праксата на пророците и гласниците кога ќе се осамат за себе спознание, за себе воспитување и себе читање, проучување. Сега COVID-19, Ариф Пини, како вие го гледате ова толкување на хоџа Ферки Демировски? Се Така. сложувате ли со тоа? Кои Значи- се вашите видувања со ова искушение? Така, значи братот Ферки многу добро ја елаборира оваа состојба, што всушност потикнува едно размислување кое треба да ни даде една посебна порака до сите нас. Особено ми се допаѓа тоа што неговото истакнување ни дава еден друг аспект на гледање на работите. Бидејќи сите ние знаеме дека постиме во името на Аллах Джелешанову. Тоа е покорност која ја правиме кон Аллах Джелешанову. Тоа е обожавање на Аллах Джелешанову. Меѓутоа, потполно се сложувам дека во последен период сите ние, тотално сите, сакале да признаеме или не сакале да признаеме, повеќе правевме маркетинг отколку вистинско обожување. Значи, дали ние вистински го обожаваме Аллах Джелешанову е нешто што треба да го чувствуваме и нешто што треба да биде исклучително врска помеѓу робот и Аллах Джелешанову. Сведоци сме дека тоа што се случуваше во последниот период беше повеќе маркетинг отколку нешто друго и ми се допаѓа особено освртот на братот Ферки тоа што без разлика од која страна една група на луѓе ја гледаат работата, дали е тоа казна или пак е награда, и од двете гледишта на крајот ние треба да дојдеме со еден заеднички заклучок, а тоа е дека ибадетот што го правиме да биде исклучително само за Аллах Джелешану. И кога тоа човек ќе го прави, тогаш вистински може да ги почувствува ибадетите и вистински може да оствари тој контакт со нашиот Створител. И сега може би ова што ни се случува е тест за сите нас. Тест кој треба сите ние да си го ставиме на маса и да го решиме. Дали ние сме добри или не? Дали ние треба да превземеме некакви чекори за да се промениме? И што всушност ние ќе правиме после оваа кризна состојба? Бидејќи ако земеме да читаме во историјата на исламот наназад, од секогаш нашиот Створител прачал некаква си казна со цел да не опомени. И сметам дека од мое гледиште може би ова најблагата казна која може да се прати со цел да направиме еден рестарт, да направиме еден рефреш на тоа како ние го обожаваме. И сметам дека сите ние, вклучувајќи и нас во оваа дебата, и сите кои не слушаат, па и целиот свет, многу е битно во изминатиот период оваа можност што Аллах Джелешану ни ја дал да се осамостоиме, да бидеме само ние во нашите соби и ибадет да правиме и да размислуваме како вистински треба да се обожава Аллах Джелешану. И сметам дека ова е едно прекрасно елаборирање
која треба на сите нас да ни побуди нешто во главата и да почнеме да размислуваме. Секако. Нека Севишниот Аллах Джелешануху се смилува, доктор Ариф над вас. Ходжа Ферки, Севишниот Аллах Джелешануху ни дава до знаење дека постот е препорачен за да ја постигнеме менталната состојба, духовното дередже, наречено теква, што во слободен превод би значило богобојазливост. Како вие тоа ќе го толкувате? Сакам да речам, која е целта од постењето и абстинирањето од јадење, пиење и од интимни односи, од гревовите? Зошто постиме? Секако возвешниот Аллах Джелешану кога ќе објави некоја наредба и кога ќе не задолжи со таа наредба, благодатите од таа наредба се на неколку нивоа, односно се многу струки, но јас ќе се задржам само на оној теолошкиот дел каде што Аллах Джелешану сака да не отргне од чинењето на гревови. Затоа што месецот на Рамазан според нашата терминологија е месец каде што Аллах Джелешану десетруко ги наградува сите добри дела. Значи, разликата помеѓу овој месец и другите месеци е што секогаш кога ќе направиме нешто добро, Аллах Джелешану тоа ќе го помножи со 10. Ама не заборавајте дека и ако направиме нешто лошо, истото ќе биде 10-струко казнето. Така да, преку овој месец, ние треба како прво да си го испостиме нашиот организам од она што секојдневно го правиме како добри или лоши дела. Треба да го исчистиме нашето секојдневие од она што го правиме како муслимани или како верници. Аллах Джелешану сака да ни го даде тој момент преку тоа што кажува дека ако сакате да бидете богобојазни, како што се цитира во ајетот, тоа треба да го исполните овој пост. Што значи дека постот е и физичка, но и психичка состојба на еден верник. Физичка е преку тоа што Аллах Джелешану сака да го поврзе човекот со богатството и соромаштијата. Сите ние денеска, елхамдулилlah, повеќето од нас, се молам и за оние кои што не се дел во оваа група, имаме можност да направиме еден ифтар и еден сифер. Аллах Джелешану преку овој пост сака да не потсети на оние кои што немале можност во текот на својот живот некогаш да се најадат како што треба. Да не потсети на оние кои што секојдневно може би јадат еднаш, може би јадат и ни еднаш дневно. И оној кој што ќе осети гладта во својот стомак, тогаш може да му поверува на оној кој што не јадел цел ден. Не без разлика има една поговорка каде што вели ситиот не му верува на гладниот. Аллах Джелешану преку овај ајет сака на ситите да им покаже како е да се биде гладен. И тогаш кога ќе каже некој дека е гладен, да го препознае чувството, да се спушти на негово ниво како емпатија и да му помогне онолку колку што може. Пекамберот алейхиссалату веселам рекол, помошта за време на Рамазан е да му се даде на некого една чаша вода, да му се даде на некого една чаша млеко, да му се даде на некого една урма. Символиката на ова е дека не секогаш помошта треба да биде во квантитет, него треба да биде во квалитет, да се покаже чувството дека се грижиме едни за други, а не дека се покаже чувството на тоа колку можеме да дадеме. Рамазан е месец каде што Аллах Джелешану не задолжува да ги зголемиме нашите ибадети, затоа што во овој месец правиме повеќе добри работи. Рамазан е месецот каде што Аллах Джелешану не задолжува со теравија. Рамазан е месецот каде што се наоѓа најголемата вечерта што вреди повеќе од 1000 месеци, Лейлетул Кадр. Така да, ова е од религиозна гледана точка, од теолошко гледана точка, е месецот каде што верниците имаат можност да ја заслужат милоста на Аллах Джелешану. И ќе се завршам со реченицата каде што Аллах Джелешану вели ќе влезат сите во џеннет освен тие што нема да сакаат.
Зарем постојат такви кои што нема да сакаат? Да, постојат такви кои што не ги исполнуваат наредбите на Аллах Джелешану, оние кои што свесно грешат и оние кои што свесно нема да ги заслушат ниту рахметот, ниту наградата Аллахов. Се молам на Аллах да не бидеме од тие кои што нема да го ќе ја заслушиме беста на Аллах Джелешану, него ќе бидеме од оние кои што ќе ја заслушиме неговата милост и ќе покажеме дека и покрај нашата грешност ние сме понизни и искрено признаваме дека сме грешни и вараме опрост од Аллах Джелешану. Так, секако. Што се однесува до Божиот говор кога вели леаллекум теттекун, пропишан ви е постот за да постигнете дередже теква, за да бидете богобојазливи, пред се убаво е верниците да погледнат во овој цитат и во овој термин што всушност тој значи, какво значење терминот теква нам ни сервира. Јас се сеќавам на еден хадис и шериф каде Ибни Омер радијаллаху ан упатува прашање до Каабул Ахбар и вели: ја Кааб, што е теква? Што значи овој термин? Како ние треба да го сватиме терминот теква што Бог ни го препорачува во Куранот? Каабул Ахбар едноставно упати едно прашање до Ибни Омер и рекол: еј Ибни Омер, дали некогаш во твојот живот си поминал покрај пат каде има многу трње? Ибни Омер рекол: секако, да, поминав. А како помина? Праша Каабул Ахбар. Ибни Омер вели: поминав со големо внимание, внимавајки трњето да не ме избоди и мојата облека да не се нафати на трњето. Ова е теква, рекол Каабул Ахбар, да поминеш покрај овој свет и животот во него и твојата душа, да не се убоди на ниту еден греф. Всушност, теквалук е нешто што се постигнува со срцето, со душата, не е дел од телото, не е дел од физичката структура на човекот. Нашиот пратеник Мухамед алейхи селам рекол во многу прилики: ет-таква ха-хуна, тоа теква, тој термин, тоа дередже, таа суштина на богобојазливост се наоѓаете тука, укажувајќи кон душата, односно кон срцето. Значи, теква е ментална состојба на верникот, духовна состојба на верникот. И Аллах Теала во овој ајет нам ни препорачува пост со цел да стигнеме дередже на теква, на богобојазливост. Тоа значи да ги избегнуваме гревовите, страста и сласта во уживањето работејки гревови. Всушност, постот е воспитување на нефсот, на егото, на страста во човекот и едуцирање и воздигнување на рухот, на духот во човековото тело. Од овој аспект гледано, постот е 30-дневен курс за тербие нефс, за себе воспитување. И постот е всушност еден урнек и модел на живот, каков треба да изгледа животот на верникот низ целата година. Избегнувајќи ги сите погрешни постапки, сите патишта кои водат кон гревот и самиот грев да го избегнат. Се калеми душата, се калеми егото, се воспитува егото, се калеми духот, за да бидеме човек во права смисла на зборот. Ова е оној традиционален аспект на постот и оној спиритуален аспект на постот. Сега ќе се обратам до нашиот доктор Ариф Пини. Доктор Ариф, пратеникот на милоста, печатот на пејгамберите, Мухамед алейхи салату веселам, во еден свој хадис и шериф вели вака: постите здравје да најдете.
Овде нашиот пегамбер јасно и децидно укажува дека постот кој е абстинација од јадење и пиење, од изгреј сонце до зајди сонце, со себе носи и еден бенефит, здравствен бенефит. Секако дека овде може и да се сведи здравјето и на психолошка структура на човекот, и од психолошки аспект, тој духовен аспект. Како вие како доктор би го анализирале, би го протолкувале, тумачеле овој говор на нашиот сакан пегамбер Мухамед алейхиселам? Постите, здравје да најдете. Повели ви, докторе. Благодарам. Јас ќе искористам оваа прилика некој 5 до 10 минути да дадам еден осврт и да го пробам да го дадам тој поглед од другата страна, односно медицинскиот аспект. Но пред да почнам да кажам неколку информации од научен аспект, би сакал да го поставам прашањето на мене, на вас, на сите што не слушаат, а и на целиот свет. Едно прашање кое секој еден човек треба да си го постави, а тоа е: зашто постоиме? Ако ова прашање си го поставиме лично, го поставиме на нашите пријатели, го поставиме во целиот свет, верувајте, ќе најдете најразличен одговор. Некој може да ви каже: постоиме како човештво за да направиме нешто, да ствараме, да направиме куќа, да створиме фамилија, да да направиме кариера. Милиарда различни одговори може да се најде. Меѓутоа, се додека човекот не го најде правилниот одговор зашто постои во оваа дуња, верувајте, тој е изгубен. И сега, ако некој не слуша во моментот и ќе си рече: да, тоа е јасно, но верувајте, многу од луѓето се залутани низ целиот свет, бидејќи не можат да си одговорат на ова прашање зашто постоиме. Се додека човек не може да си одговори на ова круцијално прашање, не може ни да има смисла неговиот живот. А одговорот на ова прашање, верувајте дека нигде не може да се најде освен во светата книга Куран. Освен во објавата која Аллах Джелешануху преку нашиот пегамбер Мухамед салаллаху алейхи веселем ни ја објави, ни ја кажа. Во Куранот Аллах Джелешануху вели: Бисмиллахи рахмани рахим. И джиновите и луѓето ги создадов само да ме обожаваат. Аха, многу јака клучна поента. Значи, ние сме создадени исклучиво да го обожаваме Аллах Джелешану. Сега, ако се нурнеме во овој ајет, што може да видиме? Уствари, кога ние ќе го спознаеме нашиот Господар, кога ние ќе почнеме искрено да го обожаваме, што всушност е целта на еден човек, тогаш можеме и да си одговориме на прашањето, а и тогаш можеме да видиме дека сите ибадети кои Господ, односно Аллах Джелешану ни ги дал да ги правиме како покорност, се всушност добро за нас. И затоа сите тие ибадети кои нашиот Створител ни ги кажува, преку кој ние го обожаваме него, уствари, ако се нурнете во секој аспект, ќе видите дека тоа е добро за вас, преку тоа се гледа колку нашиот Створител е милозлив. И сега, ако земеме да се нурнеме во сите ибадети, а денес темата ни е постот, ќе видиме дека нашиот пратеник ни кажал дека ако постиме, ќе бидеме здрави. Бидејќи првично, преку мојот говор, сакам да укажам на светоста на Куранот, на големината на Куранот, а потоа да ја поврзам науката, бидејќи се што пишува во Куранот, потоа науката само го потврдува. И би се осврнал на следново. Се пренесува во Бухари и Муслим збирките, каде нашиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем ни вели: постот е штит и заштита од болест.
Исто така, Омер бин Хатаб радијаллаху анху, нашиот ценет другар на нашиот пејгамбер, вели: чувајте се од претерана храна и пиење, бидејќи тоа го уништува организмот, носи болести и одвраќа од намаз, бидете умерени, тоа носи здравје. Исто така, арапскиот доктор Ел Харис бин Келет рекол: стомакот е извор на болест, а да се пази на исхраната, тоа ти е лек. И сега идам на главната поента на куранскиот ает, каде Аллах Джелешануху ни вели: јадете и пиете, но не претерувајте. Аллах не ги сака претерувачите. Сега можеме да се спуштиме после овој ает на објаснувањето од медицински аспект. Многу медицински установи ширум светот, како во САД, во Русија, во Англија, во Швајцарија, докажуваат преку многу истражувања дека постот има големо медицинско значение за здравјето на човекот. Абстиненцијата од храна всушност дава здравствен бенефит за човекот. Сега, ако поврзиме со изјавата на Хипократ, кој се смета за татко на медицината, тоа што Хипократ го кажува, всушност го кажува и објавата, всушност го кажува и нашиот пратеник Мухамед алейхиссалам. Хипократ вели вака: човекот го носи лекарот во себе. Ако телото не е очистено, тога што повеќе го храниш надвор од потребата, толку повеќе е штетно за самиот организам. А еден познат доктор рекол: постот е операција без нож. Како некој да ве оперира, да ви ги трга нечистотиите, ама при тоа не користи нож. Значи, што прави од медицински аспект постот? Врши детоксикација на организмот, ги трга штетните материи, ги исфрла отровите од телото, ја подобрува здравствената и физичка, и духовна, и умствена способност. И во време на пост, органите кои се оптеретени во текот на целата година со исхрана, имаат можност да се одморат во текот на месец Рамазан. Сега би сакал да ви кажам збор два што се случува во деновите на постот, за да сите ние бидеме свесни колку всушност има голема корис од постот. Во првите денови, кога човек почнува да пости, можно е да се случат главоболки, слабост, нервоза, се случуваат хипогликемски кризи, односно кога паѓа шекерот во крвта кај одредени луѓе. Постои една нерасположливост во првите денови, но тоа е затоа што организмот почнува да ги активира компензаторните механизми, да го чисти од непотребните материи, односно од тоа што претходно премногу сме користеле непотребна и нездрава храна. Понатака што се случува? После првите денови, негде на кај третиот и четвртиот ден, почнуваат во организмот да се трошат и белковините и мастите, односно тоа што било вишок натрупано во нашиот организам, бидејќи сега не внесуваме храна во текот на денот, а организмот има потреба од енергетско производство, тој сега почнува посегнува по хранливите продукти што се таложеле во организмот и почнува да ги троши. После четвртиот ден веќе почнува адаптација на организмот, многу подобро да се чувствуваме. И тога се лачи еден хормон кој се вика ендорфин. Тој хормон му дава едно расположение на организмот да се чувствува многу подобро. После седмиот ден веќе почнува чистење, каде што веќе се исфрлуваат сите штетни материи кои сме ги собирале во текот на годината преку исхрана, да излегуваат преку пот, преку слузниците, преку мокрачата, преку изметот, веќе почнува да се чисти. Неслучајно во првите денови човек може да забележи дека мокрачата, изметот, излачевините имаат малку непријатен мирис, бидејќи со таа детоксикација на организмот веќе се исфрлуваат токсините, се врши детоксикација на организмот. Во 1994 година во Казабланка се собрале научници каде имале вкупно околу 50 научни докторски трудови за докажување колку е всушност голем бенефитот од постот
И тие информации кои тогаш ги дале биде вчудоневидувачки, бидејќи и самата медицина за одредени заболувања кажува да се абстинира од храна. Еден вид да се спречи премногу натрупување на хранливи продукти во организмот. И сега нема да ве замарам уште 2-3 минути, ако ми дозволите, да кажам некои статистички податоци. 10% од вкупната крв во организмот оди во дигестивниот тракт. Кога човек јаде, за да се свари таа храна, крвта мора да се сконцентрира во централното подрачје, односно во желудникот и цревата. И сега што се случува? Ако во текот на денот вие не користите воопшто никаква храна, тогаш таа дистрибуција на крв е рамномерна низ целото тело, бидејќи ако 3 пати или 4 пати во денот се храните, тоа значи дека 3-4 пати во текот на денот мора крвта да се сконцентрира повеќе во желудникот и во цревата. Не случајно луѓе кога јадат после викаат ми дојде малку дремка сон, бидејќи паѓа притисокот, бидејќи целата крв се сконцентрира во дигестивниот систем, во хранливиот систем. И затоа се случува да тој период во текот на месец Рамазан имаме правилна дистрибуција на крв и немаме концентрација на крв во дигестивниот систем. Е тоа што се случува со срцето? Ако човекот има 5 литри крв во неговиот организам, што е интересно, за еден час низ срцето поминуваат 300 литри на крв. Можете да замислите 300 литри на крв за еден час. За 24 часа поминуваат 7200 литри крв. Тоа значи дека за 24 часа еден ден срцето испумпува 7200 литри крв. Е сега во време на Рамазан овие бројки се намалуваат, бидејќи нема толку потреба за циркулација, во смисла да оди да се сконцентрира на крвта во долните партии, во желудникот, па повторно се враќа. И во тој период се забележало од научни истражувања дека се успорува работата на срцето. Ако нормално би требало во просек чука до 70%, за време на пост се намалува срцевата работа. И се намалува циркулацијата во смисла ако требала за 24 часа да испумпа 7200 литри крв, испумпува 6200. Што значи дека доаѓа до еден одмор на срцето. Понатаму истражувањето исто така покажале дека премногу хранливи материи прават атеросклероза. Во медицината тоа е таложење на масноти во крвните садови. Во време на пост доаѓа до чистење на тие крвни садови. Не случајно ако човек има хиперлипидемија, зголемени масноти, па кога оди на лекар, што ќе му препорача прво докторот? Ќе пробаме со таблети, ама мора малку и диета, за да се намали внесот на хранливи материи. А атеросклерозата е една од главните причини за настанување на инфаркт на срце, на мозок. Затоа што ако имате запушени крвни садови, немате добра циркулација. Во време на пост се чистат тие крвни садови. Понатаму, да не одзема многу време, имаме регулирање на крвниот притисок, подобрување на работата на црниот дроб. Понатака, доаѓа до чистење и детоксикација што овозможува кај луѓе што имаат алергиски заболувања многу подобро да функционира организмот. Бидејќи сите сме сведоци, кога човек има алергиска реакција, прво што ќе добие совет од докторот да внимава на храната. Понатака, делува врз кожата, делува врз централниот нервен систем. И најбитно што е, ако Светската здравствена организација рекла што е здравје, психичка, физичка и социјална благосостојба. За време на пост, покрај физичка, ние добиваме една психичка благосостојба. Сите постачи тоа го знаат како убаво се чувствуваат. Таа добра благосостојба делува врз подобрување на имунолошкиот систем. Бидејќи во медицината се вели, кога човек има стрес, се намалува имунолошката способност. Кога човек е во една добра благодетна душевна состојба, се зголемува капацитетот на имунолошкиот систем и многу подобро може да се бори од заболувања. Па така и препорака е до светот против оваа вирусно заболување која сега не следи. Што повеќе имате добра душевна благосостојба, што помалку имате стрес, толку е подобро
подобро функционира вашиот имунитет. Не случајно и по телевизија можете да видите како докторите препорачуваат не паника, не стрес, бидејќи на тој начин се намалува имунолошката способност. Што значи дека ние за време на Рамазан, покрај благодетите од физичката страна, имаме благодети од душевна страна, бидејќи на тој начин многу подобро функционира нашиот организам. И тоа што би сакал на крајот моето излагање да кажам е операција без нож. Буквално постот е операција без нож. И ако земеме да анализираме, на почетокот реков, секое обожавање е ради Аллах Джелешануху. Но ако се нурнете да видите каква е користа, ќе видите дека има голема корист за нас. И затоа постот, меѓу другите ибадети, и овој представува една перфекција која дава подобрување и на физичката, и на душевната, и на менталната состојба. Нешто што Светската здравствена организација го препорачува за да бидеме здрави. И затоа се враќам на аетот, што на почетокот кога почнав да објаснувам зашто постоиме. Постоиме да го обожаваме Аллах Джелешану. Ама ако го обожаваме Аллах како Аллах сака и како ни наредил да го обожаваме, тогаш верувајте, тоа е благодет за нас, тоа е милост и тоа е полза за лично нас. Тоа е полза за човечкиот живот и тогаш ќе свати човекот дека всушност обожавањето е милост која Аллах ни ја кажува. Обожавајте го Аллах Джелешану ако сакате да имате добар, мирен и спокоен живот. Тука јас би завршил околу овој медицински аспект, иако има многу да се зборува, се надам дека на гледачите малку успеав да им ја доближам таа тема на како постот од медицински аспект има голема благодат. Секако, доктор Ариф Пини, ова ни е прва наша емисија и додека го сузбиеме мразот пред нас, ќе ни чинат халал и публиката доколку не задоволиме нешто како што они очекува. Ми праќаат пораки на социјалните мрежи во Facebook и ми велат многумина дека не можат да не гледаат, не знам од кои причини. Ќе ги замолам сите гледачи кои не гледат во името на Севишниот Аллах Джелешануху, нека го споделат ова видео на социјалните мрежи, за да може многумина од верниците да споделат информации од Светиот Куран и да видат хаир и корист од исламското образование. Споделувајќи го дерсот, секако ќе заработите севапи награда од Севишниот Аллах Джелешануху, бидејќи сте дел од хизметот и службата на Аллаховиот пат. Вака, пред мене одбрав неколку изреки, неколку хадиси од пратеникот Мухаммед алейхиссалату веселам, и прашањето ќе го упатам до нашиот оџа Ферки Демировски. Хоџа се пренесува од Ебу Хурейре ради Аллаху ан дека нашиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи веселем рекол: кога ќе настапи месецот Рамазан, се отвараат вратите на дженнетот, вратите на рајот. Се затвараат вратите на джехеннемот, вратите на пеколот. А во железни пранги се кова и шејтанот, сатаната, ѓаволот. Хадисот го забележува имам Бухари. Сакам да го поставам следното прашање. Како се отвараат вратите на дженнетот? Што значи отварањето на вратите на дженнетот? Што значи и каква порака има во тоа што пророкот ни вели дека се затвараат вратите на пеколот при време на постот? И ние со нашиот пост го оковуваме ѓаволот, сатаната во железни пранги. Како ова треба да го разбереме? И како постот делува во општеството на начин кога верникот ќе пости и во себе ќе го окова ѓаволот? Ферки? Евала вас. Навистина многу добар хадис испра и секако е како еден
предводник на оно што сакам да го кажам како вовед, а тоа е дека социјалните мрежи, освен тоа што даваат можност да ја пренесеме нашата порака, ни даваат можност и да добиеме одговор од оние што не гледаат, како ја гледаат нашата дебата. И навистина Аллах е голем затоа што овој хадис баш ти дојде на глава како толкување. Не можам да не ги забележам коментарите кои што постојано доаѓаат на мрежата и каде што луѓето бараат од нас да разговараме на ромски. Видете, драги браќа, овде покрај нас имаме еден навистина високо ценет гостин, а тоа е нашиот брат доктор Ариф Пин. Човек кој што завршил средно образование медицинско, човек кој што 6 години учел факултет, човек кој што бил професор на средното медицинско училиште во Гостивар, човек кој што специјализирал интерна медицина и денеска е дел од тимот на експерти во Гостивар. Само заради тоа што слабо го знаде ромскиот јазик, денеска оваа дебата се претвори од споделба на информации во расправање за тоа на кој јазик се зборува. Јазикот е само една алатка која што Аллах Джелешану ни ја дал да се разбереме едни со други. Јазикот е само една алатка каде што Аллах Джелешану ни ја дал да можеме да ја споделиме вистината едни со други. Зарем ќе беше добро да зборуваме јас и ти ромски, а докторот да го оставиме на страна? Зарем ќе беше муслимански да ние ја избегнеме вистината и информациите кои што денеска докторот ни ги објасни? Зарем ќе беше добро да испуштиме знаењето каде што возвишениот Куран и Аллах Желешану на високите нивоа ни го пропишува постот преку овие медицински докази? Аллах Желешану нека ни се смилува на сите нас кои што луѓето знаењето го гледаат низ призмата на јазикот. Ние денеска овде го имаме нашиот почитуван брат Ариф. Утре може да имаме некој кој што збори на англиски, задутре може да има некој што збори албански, некој кој што збори турски. Главната тема е да се пренесе вистината до нашите срца. Сите оние кои што се држат до јазикот, одат само на формата, а не и на вистината. Затоа ве замолувам, оние кои што сакаат да ја дознаат вистината, јазикот за нив нема никакво значење. Затоа јас не видов кај ги гледаш, Ферки, извини, кај ги гледаш пораките, јас не ги видов, не сум прочитал такви пораки. Ги има на 24 страната на лайв каде што иде. Аха, јас потполно се извинувам од нашите браќа роми кои не можат, може би и доволно да не разберат, сепак на мајчин јазик попрецизно, подобро би не разбрале, но ситуацијата не е таква, јас се извинувам од нашата публика, но сепак има и друг хаир, на македонски доколку дискутираме за верската вистина, ги отвараме вратите за поширока публика во врска за спознавањето на Божјата вистина и со тоа не само ние, и нашата публика ќе земат севап, нек се задоволат со севапот кој Аллах Теала ќе ни го дарува во овој месец Рамазан. Уште еднаш се извинуваме, но за хаир ќе има. Повели очи. Евала, многу добро го кажа ово. Да се вратиме на нашата тема односно месецот Рамазан и портите кои што се отвараат и портите кои што се затвараат. Месецот Рамазан е навистина еден чудотворен месец каде што Аллах Желешану ни ветува многу работи, а сето тоа што Аллах Желешану го ветува не е двосмислено дека ќе биде исполнето. Символиката во овој ајет е тоа што Аллах Желешану, отварајќи ги вратите на џеннетот, вели дека доколку се придржувате кон наредбите кои што Аллах Желешану ги наредува во текот на овој месец, Аллах Желешану широко ќе ги отвори вратите на својот џеннет. Аллах Желешану во овој месец ни ја пушта, како што претходно кажав, ноќта над сите ноќи. Тоа е ноќта на Лейлетул Кадар, каде што ибадетите ни се прифаќаат и каде што не постои дова која што ќе биде возвратена. Аллах Желешану во овој месец ни отвара многу можности преку нашиот пост, преку сите зикири, преку секое споменување на Аллах Желешану, се поблиско и поблиско да бидеме до неговата милост. Но како што кажав и претходно, Аллах Желешану не предупредува да бидеме многу богобојазни. Да, во ајетот се кажува дека шејтанот
ќе биде затворен, односно ќе биде прангосан. Не, во Но тоа- хадисот. Така, но во Да. таа смисла Аллах, нашиот пекамбер салалаху алейхи веселем, сака да ни каже дека на виделина ќе излезат вашите мисли. На виделина ќе излезе она што вие го мислите, затоа што знаеме дека шејтанот е оној кој што само ги всадува лошите работи во нашите срца, а потоа ние сме тие кои што ќе одлучиме дали ќе ги правиме или нема да ги правиме. Така да, затоа и преска кажав како можеме една таква прекрасна дебата каде што добиваме прекрасни информации од еден експерт како што е нашиот брат Пини, да ја претвориме во тоа на кој јазик зборува. Тука шејтанот, да, врзан е во овој месец, но на поле излегуваат, на виделини излегуваат нашите страсти, излегува нашиот кибер, излегува нашата самоувереност, излегува она каде што... О, сакаш да кажеш дека понекогаш во секојдневието наше не ни треба шејтан, ѓавол, сатана да не заведе во грев, туку доволно зло е нашата страст и его во нас. Валла, баш тоа го мислам. Тогаш ако има аузу биллахи мине шејтани раджим, барам за солниште од проклетиот шејтан, како би рекле, барам за солниште од својата страст, од својот нефс. Вала, многу добро го кажува брат, но не за џабе постои хадисот каде што Аллах Джелешану вели џихадот е најголемата борба, а најголемиот џихад е борбата со самиот себе си. Така да, ако ние се бориме со нашиот нефс секојдневно, ако ние секојдневно се бориме со нашиот нефс кој што произведува лоши мисли без присуство на шејтан, тогаш сме на вистина во голема борба и тогаш ќе го постигнеме она што сакаме да го постигнеме. Така да, не секогаш треба да го обвинуваме шејтанот за нашите дела. Треба да го свртиме прстот кон нас и да видиме каде произлегуваат сите овие лоши мисли и односно лоши страсти или лошо наравоучение кое што ние го понатаму практикуваме или го отсликуваме во нашиот секојдневен живот. Борбата и правиот џихад е тоа, затоа што секако оние кои што не слушаат слушнале за џихад, и џихадот не е само борба со оружје, не е со фрлање бомби, не е со напад со ракети, него е со борба спротив самиот себе си, да се убедиш самиот себе си да не размислуваш добро за оној кој што е околу тебе, да не го повредуваш оној кој што стои пред тебе, затоа што кажаниот збор е многу поголем од сите фрлени бомби на светот. Така да, она што денеска го кажуваме и она што го коментираме е навистина големо оружје и голем искушение да можеме да се бориме и да почитуваме она што го слушаме. Така да, се надевам дека овој месец Рамазан, а и овие дебати на било кој јазик ќе бидат можност да се разминуваат мислења, да се даваат коментари и за нас, како луѓе кои што разговараме од оваа страна, но секако, како што кажав претходно, можноста на овие виртуални конференции е да ние добиваме фидбек од оние што не слушаат и они некогаш да не укорат, да не упатат, а ние да земеме некое наравоучение или од нив. Валла, нека Аллах Желешану се смилува на тебе и твоето семејство. Јас имам уште еден хадис и шериф да споделам со вас, мои мисафири. Исто така, може би до Феркија и ако сака и доктор Ариф да се приклучи на овој хадис. Ај прво вака да прашам, доктор Ариф, на првиот хадис имате ли вие ваше видување и толкување? Дека во месецот Рамазан се отварат вратите на рајот, се затварат вратите на пеколот и се оковува ѓаволот. Ова како треба да го разбелеме? Како треба, има ли некој друг аспект на видување, друго толкување? Јас за ова имам читано неколку исламски научници што го објаснуваат, ама сепак можам да го кажам моето мислење, ама вие сте тука како меродавни да ме поправите ако грешам. Видете кај е главниот аспект. На кој начин е врзан шејтанот во време на Рамазан? Да, тоа. Затоа што ние во време на Рамазан правиме постојано ибадети. Така. Секој еден човек во време на Рамазан прави повеќе ибадети од обичниот ден, да сме најасно. Во тој период
Шејтанот не може да најде начин кога да му се приближи, да му се приближи. Од една страна пости, прави ибадет и има заштита. Од друга страна клања намаз. И значи во месец на Рамазан ние имаме еден оклоп околу нас. Дали ме разбирате? Што всушност Така. на еден начин е врзан да ни се приближи нас. Бидејќи во време на Рамазан, кога ние ги правиме ибадетите, исклучиво поради Аллах Джелешану, тогаш нема никаква можност да ни се приближи. Бидејќи многу преданија што кажуваат? Шејтанот се труди да се приближи во оној момент додека не почнеш со името на Аллах Джелешану, додека не почнеш со некој си ибадет, со некој си обожавање, тогаш тој не може да биде во твое присуство. Така да на прашањето како се врзани, моје размислување и од неколку научници што имам читано е дека на тој начин што ние постојано сме во ибадет, имаме оклоп кој не им дозволува да ни се приближат, а на тој начин се врзани да ни се приближат. Тоа е моето гледиште околу оваа тема. Така, овде пред мене имам ја уште еден хадис и шериф, ќе го прашам Ферки Демировски, се вели вака. Пејгамберот Мухамед алейхиссалату весселам вели: колку мина има кои постаат, а од нивниот пост не заработиле ништо освен гладување. Како ова треба да го гледаме? Како ова изрека на пророкот Мухамед алейхиссалам ќе ја протолкуваме? Секако Мухамед алейхиссалату весселам е милоста на световите и ако кажал нешто навистина има голема тежина. Така да и овој хадис е едно упатување кон сите нас да си ги преиспитаме нашите постови. Затоа што до сега сите ние го гледаме постот како дефиниција да не јадеме, да не пиеме, да се воздржиме од односи од изгревот на сонцето до залезот на сонцето. И секако дека тоа е една правна дефиниција за тоа што значи пост, но за да не бидеме од оние кои што ќе гладуваме, а нема да ја постигнеме милоста на Аллах Джелешану, треба да направиме многу работа. Што значи тоа? Тоа значи да постиме со нашите очи, да постиме со нашите уши, да постиме со нашите нозе, со нашите раце, а што е според мене најважно е да постиме со нашиот ум. Затоа што умот е уствари таму каде што се генерираат сите гревови. Умот, планирањето. Јас заарно би те прекинал. Спомнавте да постиме со нашите очи. Како тоа треба да го разбереме? Да постиме со нашите уши. Дали може малку појасно овде, малку поопширно, за да може да разбереме што треба да разбереме од зборот да постиме со нашите очи? Тоа значи дека треба да имаме контрола на нашите погледи во секојдневието, да внимаваме каде гледаме. Секако ќе се навратев на тоа. Мислам дека од први аспект може секогаш да дојде на памет голотијата, но може да биде и убавите куки, и убавите коли. Дали тоа ќе дали ако еден верник гледа во убав автомобил, во убава куќа, ќе биде благодарен на Бог, на Севишниот Аллах за состојбата во која тој екзистира? Затоа постењето со очи. Неспорно на крај го кажав да постиме со нашиот ум. Затоа што умот е извор на сето она што ние го гледаме, сето она што ние го слушаме и сето она што ние го правиме. Таму се обработуваат сите сензорни информации кои што ги примаме од надвор и таму се донесува заклучок за тоа како ќе гледаат очите, како ќе слушаат ушите и каде ќе одат нозете. Затоа велам да постиме прво со нашиот ум. Нашиот ум, кога ќе погледне во нешто, а нема во неговата позадина да се одзрази во завист, во љубомора, во страст, во сето она што е забрането, тогаш ќе постати очите. Ако нашиот ум може да ги контролира нашите уши, да не слушаат, да не прислушкуваат, да не пренесуваат тоа што го слушнале преку нашите усти, тогаш и нашите усти и нашите уши ќе постат. Затоа велам пред се да постиме со нашиот ум. Сега, ако ние
успееме да го исконтролираме или да го истренираме нашиот ум, односно, ако сега може да го ставиме во наводници, нашиот ум, нашиот нефс, затоа што па контролата на умот е преку нашиот нефс, тогаш ќе можеме индиректно да постигнеме да постиме со сите овие наши органи. И да не гладуваме само со желудникот, него да го огладнеме и нашиот мозок, нашиот нефс, кога ќе погледне на поубава кола, да не му се појави во неговите очи или во неговиот ум љубомората за тоа како јас немам ваква кола, заради мене Аллах не ме сака доволно, кога ќе погледне некоја туѓа жена, да не му се појави страст во неговото срце за тоа за размислување за лоши мисли, сето тоа доаѓа од контролата, од дизгините на нашиот нефс, кои што Аллах Джелешану ќе ни помогне да го постигнеме со тренирање, со зикир, со почесто среќавање со Аллах Джелешану и на начин да го гледаме светот подруго. Еден верник и еден неверник светот многу различно го гледа. Еден верник и еден неверник секоја активност во светот ја гледаат со друга дефиниција. Неверникот ја гледа како можност да заработи, што повеќе да живее, што повеќе да ужива, што повеќе да потроши на овој свет. Верникот ја гледа како можност што повеќе да ја заработи милоста на Аллах Желешану, да биде подобар верник, на што повеќе луѓе да помогне, колку подобро да го запознае својот Господар, тогаш е разликата дали сме ние добри или сме лоши. Овој месец, пејгамберот алейхиссалату веселам преку овој хадис, онака како што јас го сваќам, ни вели немојте да постите само со вашиот желудник, за да не останете гладни, него навикнете се да го испостите својот нефс, своите души, своите страсти, а Аллах Желешану нас не створил како луѓе од навика. Ако еден човек 30 дена поред станува од сабајле и во исто време пие кафе, верувајте дека и кога ќе поминат тие 30 дена ќе му остане во навика да станува во тоа време и да пие кафе. Ако еден човек 30 дена се обидува да ги контролира, да стави дизгини на својот нефс, да не мислам лошо, да не имам завид, да не правам лоши планови, да не имам лоши идеи, и кога ќе помине Рамазан, Аллах Желешану сите да награди со неговата милост, ќе може полесно да ги контролира своите мисли и многу полесно да може да ги контролира своите нефсови. А инаку, поривот односно напливот на такви информации е многу поголем за време на Рамазан кога постиме, и борбата е уште понаградена ако успееме да можеме да ги натераме нашите очи, нашите ушци, сите наши органи вклучени да бидат во постот, а сето тоа преку тренирањето на нашиот ум, односно нашиот нефс, преку зикрулла. Така. Нека Аллах Желешану биде задоволен од тебе, Ферки Демировски. Ја сега ќе се обратам и до доктор Ариф Пини. Доктор Ариф, како што рече хадисот, само да го одзирнам каде беше. Да. Значи, колкумина има што постат, а од постот немаат никаква награда освен гладот. Сега вие ни толкувавте од научен аспект, медицински аспект, гладувањето, диетата, колку носи бенефит и благотворно делува кај постачот. Но нашиот пророк вели дека од постот има многумина кои имаат само глад. Кои имаат само таква награда. Само медицински аспект. Тоа ни укажува дека поголема димензија и поголема вредност од постот е нешто друго. Што е тоа? Така, одлична поента. Јас кога на почетокот почнав да го објаснувам медицинскиот аспект, не случајно неколку пати реков што е приоритетно и првично. И го почнав со обожавањето. Значи, ние сите ибадети ги правиме како обожавање кон нашиот Створител. Па потоа иде се тоа споредно. Ако ова првичното го нема, да е искрено во името на Аллах, сето тоа друго е после промашено. Како тоа го гледаме? Значи, сите ибадети кои ги правиме исклучително како покорност кон нашиот Господар, имаат не само димензија која ние ја гледаме површинска, имаат една длабока димензија. Сите,
ибадети. Па така и постот. Покрај таа некаква си површинска димензија која можеме да ја видиме и дека имаме некаква си корист, има и една друга духовна димензија која според мене е многу поважна од оваа првата. Ке се навратам на еден ает кој на нашите гледачи би сакал да им кажам, каде што Аллах Джелешану ни вели: нашиот Господар е толку блиску до нас како жилата куцавица. Зашто ја прави таа споредба, да ви кажам? Бидејќи артерија каротис на латински е главната артерија која носи крв во мозокот. Неа малку да ја пресечете, одма искрвавувате. Доаѓа брза смрт. Значи, толку ни е блиску нашиот створител како жилата куцавица. Ако тоа еден верник го знае, колку неговиот Господар е блиску до него, колку неговиот Господар и створител е семочен и се знае и апсолутен, прашање вистинскиот верник колку би постел, а не би обрнал внимание за ова што сега го зборуваме. Кој е тоа внимание? Вреди ли јас да постам, а да не им правам добро на моите родители? Вреди ли јас да постам, а да сум скаран со мојот брат? Вреди ли јас да постам, а моите комшии да нема да јадат? Вреди ли јас да постам, а моите комшии да се исплашени од мене? Бидејќи нашиот пејгамбер ни кажува: најдобар кај вас е оној кој општеството и комшиите се најсигурни. Што значи, се поставува прашање: ако човекот стане свесен за нашата апсолутна, вистинска, совршена вера, дека Господарот и него не можете никогаш во ништо да го излажете, тој ви е толку блиску како жилата куцавица, тога се поставува прашање: вреди ли јас, како верник, да постам, ако при тоа не обрна внимание за овој духовен аспект, каде што треба секој околу мене да е сигурен, моите родители да се задоволни од мене, мојата фамилија да е задоволна од мене, моите на работа со кои работам секојдневно да се сигурни и задоволни со мене, моите пријатели треба да се сигурни со мене. Човекот кој е вистински влезен во ислам, кој ги практикува ибадетите исклучиво поради покорност кон Аллах Джелешануху, тој почнува да станува свесен за таа духовна димензија, почнува да станува свесен за присуството на нашиот створител и тој почнува да се поправа. Ако денес постам и сум испуштил некаков си лош збор за некого, тоа треба да го осеќам. Бидејќи Па јас, извини докторе, памтам едно предание во кое две жени дошле кај пратеникот Мухамед алейхи салату веселам за време ифтар да побарат милостиња и они да јадат во софрата на џамијата. И пророкот кога ги виде жените рече: па вие сте јаделе? И они рекле: како? Цел ден постиме, ние сме заедно, во уста ништо не ставивме. И рече: плукните. И тие плукна, кога од устата парчиња месо паднаа. Ова е чудотворие на пророкот. Ова се чуда кои Бог ги дава кај пророците како докази дека тие се пратени од Бога. Чудо невидени гледат во клунката дека извадија месо од својата уста и пророкот рече: цел ден озборувавте туги луѓе. Јабанџи, филан комшика што направила, филан жена што направила, како поимела, како направила. Озборувањето на други луѓе е грешно и е грев како да јадете од нивното мртвило, од нивното дженазе, од нивното мртво тело. Тоа што се надоврзав на тоа што вие го кажавте, докторе. Значи да заокружам, така. Ала да ти се смилува многу добро јаснување. Тоа што сакам да заокружам дека човекот ако стави маска на себе и ако го прави ибадетот само за да го прави поради дуњалошка корист, да некој го види, да некој го препознае, да некој нешто рече за него, се колнам во името на Аллах дека е многу грешен и дека он не може да го почувствува благодетот на ниеден од ибадетите, ниту на намаз, ниту на пост, ниту на ништо. Затоа е многу битно да
во ибадетите се нурнеме подлабоко во размислување да ги гледаме и другите аспекти. Бидејќи секој еден ибадет, ако го размислувате, првично, повторувам по милион пати, е дека покорност кон Аллах Джелешану и негово робување и обожавање, ама во позадина има милион други аспекти, од социолошки, психолошки, здравствен, не знам ти уште каков аспект. И сите тие аспекти треба да бидат во една координираност и конзистентност. Не можете вие да постите, а да зборите лошо. Не можете вие да клањате намаз, а да излегувате од џамија, потоа да правите лошо, да му го јадете акот на некој работник. Значи, не можете вие да го правите ибадето, да бидете покорни, а од друга страна сите други аспекти не соодействуваат со овој кој е главен. Значи, тоа сакам да заокружам, дека сите ибадети имаат една конзистентност, се врзани со сите пори во општественото живење. Почнувате да го обожавате вашиот створител, а во позадина сите други работи треба да покажуваат позитивност на добар пример и вие треба да сте пример во општеството, каде што општеството ќе го чувствува благодетот од вас како верник. Тогаш вистински ибадетите ќе бидат прифатени, иншалла, кај Господар. Значи, докторе, доколку постот не направи добри луѓе, ние за Рамазан само гладуваме. Ќе си гладуваме само. Алла да ви чува. Така. Добро, барем диетата е опишана од страна од медицински аспект дека има некој бенефит, сепак Бог се смилува и за оној кој се потрудил да гладува. Морам тука овој месец поврзам, се извинувам. Морам нешто медицински да поврзам. Видете, така секако, но ако ви постите и имате глад, а тоа го правите, како што рековме, несоодветно, значи вие сте лоша личност. Вие имате глад, постите, немате никаков бенефит од тоа, ниту од здравствен аспект. Знаете ли зашто? Таквиот човек нема мир во душата. Он може да не лаже, но нема мир. Сигурно имунитетот нема да му биде во добар капацитет и во добра состојба. Он може да не лаже, но внатрешноста, тој вегетативен нервен систем кој сам по себе работи, не можете да го излажете. Аме науве садакна, но коме за ова. Така. Да, дефинитивно живееме во период кога се читат само буквите и зборчињата од куранската вистина, но суштината и позадината не може да се разберат, нема и кој да ги протолкува и дека ретко се чита меѓу редови. Но се надеваме на Божјата милост дека Бог во секој време ќе испрати оживувачи на правата вера, па ќе ни дадат малку капка од океанот на правото сваќање во верата. Ја имам уште еден хадис шериф, па потоа ќе отидеме на некои медицински аспекти на постот, но имам уште еден хадис шериф за оние кои постат, стварно постат. Значи, постат, како што рече оџата, со очите. И тие не гледаат во забранетите места. Во голотија не гледат. Не гледат во богатството на другите луѓе. Не гледат во имотот на другите луѓе. Па дури не гледат во туѓо кесе што се купило. Шейх Абдул Кадир Гейлани, каддасаллаху сирру, вели: "Дуњалукот е нечистотија, пислук. И природно е верникот да си го сврти погледот од вознемирувачката гледка на нечистотијата, односно од пислукот на дуњалукот." Така да ние треба да бидеме, да владееме над нашите погледи, над нашите уши, на нашиот јазик, да се воздржиме од секаков вид на говор, а и како што рече оџата, да владееме над нашиот ум, да ги контролираме нашите мисли. Сега тие верници кои правилно ќе постат и со сите своји органи ќе бидат активни во постот.
И кога ќе со помош на постот, својот дух ќе го едуцират и својот нефс, своите страсти, своето его ќе го воспитат, ваквите луѓе кај Бог се многу ценети затоа што се прави верници, а уствари прав верник е еднакво на прав човек, човек каков што Бог го замислува, инсан и камил, совршен човек. За ваквите совршени верници кои совршено постеле и постот нив ги преобразил, трансформирале, духовно еволуирале од лош кон добар, од добар кон подобар, Бог изградил посебна врата во рајот. Најпол реја. И хадисот гласи, во џенетот има една посебна врата, врата наречена реја. Од нејзе ќе влезат само луѓето кои постеле во месец Рамазан, не гладувале. Значи не сите што гладуваат, туку оние кои постеле. И од таа врата, кога ќе влезат постачите, после тоа, таа врата се затвара и никој од таа врата веќе не влегува. Имам Бухари го забележал овој хадис. Значи, за правите верници кои постеле, за луѓето кои успеале по пат на постот да станат луѓе во права смисла на зборот, Бог им прави една посебна сајгија, еден посебна чест, еден посебен респект во рајот. Не од секоја врата да влезете во рајот. Да, рајот е голема благодет моја и уживање и дом вечен за вас. И тоа е мојата, вашата права држава, но за вас имам нешто посебно. Повелете од посебна врата, со посебна церемонија, со посебен дочек. Хоџа, како ова треба да го гледаме? Значи, постот не прави нешто посебни пред Божиот поглед, Божијата проценка. Евала, да се награди Аллах, додека те слушав, ме инспирираше на една скроз друга тема, која што исто така е многу интересна. И јас би сакал да го слушнам и твоето мислење на оваа тема е ајетот каде што Аллах Джелешану вели: и ако луѓето не грешеа, ќе створев нови луѓе кои што ќе грешат и ќе бидат покорни кон Аллах Джелешану. Значи, верата, богобојазноста е еден пат. Не за џабе верувањето во Аллах Джелешану се вели сиратал мустаким. Значи, да одиме по правиот пат. Не навлегувам во дискутирањето што е сиратал мустаким, но патот е уствари траса која што треба да се помине. Значи, тоа е еден процес кој што треба да го достигнеме. Така да и на сите оние кои што не слушаат, но и ние кои што сме тука едни до други, овој ајет ни дава голема надеж за тоа каде сме и каде можеме да бидеме. Аллах Джелешану и преку Рамазан и надвор од Рамазан ги отвара портите на својата милост. И со овој ајет што вели? Да, вие може да грешите, но само доколку барате опрост од Аллах Джелешану, тогаш ќе бидете прави луѓе и прави верници. Така да, јас не би сакал да ги обесхрабрувам сите оние кои што не слушаат или ќе не слушаат, дека навистина постот ќе биде прифатен само за оние како што ти кажа, се воздржуваат да гледаат, се воздржуваат да ги контролираат своите уши, своите очи, и за оние кои што нема да успеат во текот на денот да се исконтролираат. И во текот на денот за оние кои што ќе сгрешат, за оние кои што ќе потпаднат на својот нефс, Аллах Джелешану на крајот на патот ќе има својата милост само за оние кои што ќе бидат свесни за неговата милост и ќе побараат опрост. Ќе речат пред сифир или пред ифтар: Ја Раббил алемин, доколку сгрешив нешто во мојот пост, опрости ми, твојата милост е поголема од мојата грешка. Зарем Аллах Джелешану нема да се покаже поголем, да им опрости, па да ги внесе во џеннетот, иншаллах. Така да, мислам дека е навистина темата добра да им дадеме на луѓето поголема надеж, отколку да им дадеме на луѓето едно обесхрабрување за тоа колку е тежок постот и колку не може да се постигне милост Аллахова. Навистина би сакал да слушнам што мислиш за тоа, доколку некој греши и навистина бара опрост од Аллах Джелешану, зарем и тој останал гладен? Вака сега, во контекст на оваа тема, одговорите следниот интересна работа. Нашиот пратеник Мухамед алейхиссалату веселам во еден хадис шериф вели: најдобриот меѓу грешниците
е оној кој се кае. Ева. Аллах Теала, Всевишниот Аллах Желешану вели: еј, Адемови синови, грешете колку ќе грешете. Но ако се покајнички кон мене обратите, ќе ве дочекам со мојата милост. Без никаква сомнеш. Мојата милост е поголема од мојата казна. Тоа се пораките кои што мислам дека би требало да се концентрираме повеќе за на луѓето да им се воздигне мотивацијата дека Аллах е навистина милостен и семилостлив и дека не треба да се обесхрабруваат, дека постот е едно приближување, секој ибадет е приближување кон Аллах Желешану. Па макар да има некоја грешка, Аллах е навистина милостлив и семилостен. Почнете, станете на сухор, обратете се на Аллах Желешану, укренете ги вашите раце да ве заштити во текот на денот од грешките кои што може да се направат. Во текот на вашите ифтари помолете му се на Аллах да ги опрости грешките и пропустите и така само ќе тргнете по патот, затоа што на пат се тргнува и со првиот чекор. Иншаллах ќе стигнеме до таа капија која што Аллах Желешану ни ја ветува. Иншаллах. Капијата Рејан. Амин. Вака сега, пред крајот на емисијата, сакам да дадам и избор за доктор Ариф од аспект на постачите или верниците кои сакат да постат, а не се во можност да постат и Куранот, Севишниот Аллах Желешануху ги ослободил од постот. И сега, кои одговори ќе ги дадеме за верниците кои сакат да слушнат од докторот некои одговори. Например, луѓе болни од шеќерна болест, луѓе болни од притисок, бремени жени, како тоа, доктор Ариф, Јас што ќе ни кажете во врска со ова? Така, за сите тие прашања верувам дека алимите имаат фетви околу тоа кој смее да пости, како ако не пости да го надокнади тој пост преку нахранување на сиромаси. Но тоа што јас од медицински аспект сакам да упатам еден апел до сите оние кои имаат некое заболување, а имаат и желба да постат. Одговорот е следен. Кога Аллах Желешану во Куран ни вели дека болните се ослободени, сега тука на нас како доктори ни иде таа другата цел е да стапиме во контакт со пациентите и да видиме дали постот би им наштетил на нивното здравје или не. Бидејќи јас на почетокот кажав има голем благодет постот, меѓутоа има и здравствени состојби каде што може да наштети. Сега, првично што еден човек треба да направи е консултација со својот доктор. Бидејќи, кога зборуваме за заболувања, не сите заболувања можеме да ги категоризираме во една линија и да кажеме овие смеат или овие не смеат да постат. Таа е тема која е така малку и суптилна и бара повеќе анализа. Јас како доктор имам пациенти кои ми се обраќаат со прашањето да, јас сум болен, ама дали смеам да постам. Прво што треба да се направи кај човек е обавезна консултација со доктор, бидејќи кажав, Аллах Желешануху не оптеретува никого надвор од можностите и не случајно кажал дека оној кој не може и е болен може да го надокнади постот. Бидејќи во ниеден момент Аллах Желешануху не сака ние да си наштетиме на собственото здравје. И затоа првата порака е, секој оној кој има некое заболување, а сака да пости, треба прво да се консултира со доктор и потоа да разговара со докторот да види дали постот ќе му наштети. Ако му наштети, тога за него е забрането да се пости. За да ова што го зборуваме сватите, ќе ви илустрирам пример. Ако имате диабетис мелитус или шекерна болест, тип 1, тој тип 1 диабет, ние го викаме вроден, таквите пациенти уште на почеток почнуваат со инсулинска терапија. Кај нив е опасноста од паѓање во хипогликемски шок, кој е многу опасен за разлика од хипергликемија. Што значи тоа? Хипогликемија е кога ви паѓа шекерот под дозволените граници, а хипергликемија кога оди над дозволените граници. Кај таквите пациенти кои влегуваат во хипогликемиски шок, кај нив може и лошо да заврши по здравствената состојба, па дури и со смрт.
Таквите луѓе сигурно не треба да постат, ниту Аллах од нив бара да се пости. Меѓутоа, сега да ви одам на една друга крајност. Имате човек кој има зголемени масноти, хиперлипидемија, ние го викаме тоа. И ако дојде кај мене, и ако ми каже дека има зголемени масноти, а нема други некои посебни проблеми, за него баш е добар постот, па ќе му помогне да ги намали маснотиите. Дали се разбираме? Затоа реков дека не можеме сите болести да ги ставаме во иста категорија. Имаме најразлични заболувања, затоа секој пациент треба да се консултира со доктор, да разговара, па потоа да види дали може да пости и дали тоа ќе му наштети. Како еден друг пример, имав пациенти баш пред некој ден кога ме прашуваа, имаат огромна желба да постат. Меѓутоа, ако пациентот има лесна хипертензија, значи зголемен притисок, но не многу во големи вредности. И сега, јас му поставам прашање, колку таблети ти пиеш на ден? Вика, една таблета од 5 милиграми ena, за да ми го регулира притисокот. Друго дали користиш, па не, тоа е притисокот, не ми е многу висок, ми е малку повисок од нормалното, ама јас сум обврзан да користам терапија. Таквиот пациент може да проба да пости со тоа што таблетата наместо да ја внесува наутро, ќе ја внесува навечер и тој слободно може да го помине постот без никаков проблем. Кај нив сигурно можеме да им дозволиме да постат, бидејќи се работи за лесна хипертензија. Но ако имате пак малигна, ние викаме во медицина лоша хипертензија со многу висок притисок, кој бара 2 до 3 пати пиење лекови во текот на денот, бидејќи ако не пијат може да им скокне толку притисокот да им направи инфаркт на мозок, тогаш кај таквите пациенти сигурно нема да им дозволиме, бидејќи може да си наштета на здравјето. Затоа велам, многу е битно консултација со доктор. Бидејќи јас, кога ќе го прегледам пациентот, кога ќе ми каже, јас од прилика можам да го категоризирам со неговото заболување дали е во некоја поопасна форма или не. И тогаш можеме во соработка да видиме дали може да пости или не. Бидејќи кажав, имате здравствени состојби каде што не може да се пости, бидејќи може да наштетат, ама имате и некое заболување каде што може да се пости и е дозволено, бидејќи дури и напротив добро може да прави постот. Затоа на мојот одговор, односно на вашето прашање, мојот одговор ќе биде: прва е консултацијата со доктор, да се види неговата здравствена состојба, за да не наштетува постот, и ако евентуално постои можност, тогаш е дозволено да се пости кај одредени типови на заболување, па дури можам да напоменам, има и бенефити добро за здравјето, но сепак тоа бара консултација со доктор. Нека Аллах Джелле Шануху се смилува над тебе и твоето семејство, доктор Ариф Пини. Хоџа Ферки Демировски, кои се вашите последни зборови и препораки за нашите слушатели и верниците кои постат? Јас секако сакам прво да ве поздравам вас за прекрасното поминато време вечерва со вас. Навистина покривме едни прекрасни теми кои што си ги збориме и секојдневно, но секое време поминато со вас е навистина брзо поминато време и мислам дека успеавме барем на некој начин, ако не друго, да ги информираме нашите браќа кои денеска беа со нас, за тоа како ние размислуваме за нашата вера, и се надевам дека ако барем малку нашите размислувања влијаат на нивните дела, тогаш навистина ќе бидам многу задоволен. И секако се надевам дека ќе биде ова серија на разговори кои што ќе ги имаме почесто во текот на месецот Рамазан, каде што јавно ќе имаме разменување на наши мислења на различни теми, и секако дека ќе биде и чест и гордост да бидам покрај вас. Аллах Джелешанху нека се смилува на вас и вашето семејство во овој мубарек месец. Доктор Ариф Пини, вашите последни зборови и препораки за верниците кои постат? Така. Значи јас сакам да упатам селам до сите верници. Се надевам дека успеавме да доловиме дел од нашето размислување и да докажеме, односно да укажеме на еден друг аспект од овие ибадети. Меѓутоа, тоа што како главно би сакал да го посеќаме следново. Никој освен Аллах Джелешануху не е совршен.
сите сме ние луѓе кои сме грешници и бараме опрост. Но едно што е јасно е дека во исламскиот свет, според моје размислување, на ниво на свет, недостасуваат дебати на ваков начин, каде што ќе може да се разговара, каде што ќе може да се разменуваат мислења. Бидејќи преку вакви дебати, јас, како доктор, можам да видам каде грешам за да се поправам. Преку вакви дебати, сите гледачи и народот може самиот со себе да поразговара и да види дали има нешто што би требало да поправи. Бидејќи сметам дека потребни се и како вакви дебати да се слушнат размислување од повеќе аспекти на општественото живење, од повеќе научници, бидејќи како што кажав, исламот влегува во сите пори на живење. Исламот не е само вера, исламот е систем на живење. Исламот е концепт на живење. Исламот е начин како треба да се живее. Имајќи го предвид ова, нас и како ни недостасуваат вакви дебати, каде што ќе се случат различни размислувања, каде што ние, како што кажав, како грешници ќе најдеме преку дебатирање и разговор начин да се поправиме. Бидејќи еден човек, додека не стане свесен за својата грешка, ниту може да почне да ја решава. Јас често знам да кажам, ако ви е испрла на блузата, а не можете да ја видите, некој треба да ви каже, верникот со верник е огледало. Затоа јас овие дебати, овие разговори, овие дерсови ги гледам како огледало. Прво на самиот себе, да видам каде грешам, како да се поправам, да видам подобар верник, па понатака и сите ние треба да бидеме огледало еден со друг, да се поправаме, како што кажав, само Аллах Джелешану е совршен, ние сме грешници и се надевам дека што повеќе стануваме свесни за недостатоците и грешките наши, повеќе се поправаме кон подобра личност. А тоа што нашиот Господар од нас го бара е да бидеме подобри личности и да општеството има корис од сите нас. Нека Севишниот Аллах Джелешануху биде задоволен од нашето дружење во оваа рамазанска вечер и во оваа наша прва емисија и контакт на македонски јазик со нашите гледачи и верници кои постат. Го молам Севишниот Аллах Джелешануху да ја отвори вратата на својата милост, нека не обсипе со видлива и невидлива благодет во овој мубарек месец, нека ги прифати нашите молитви, молби и ибадети, и нека не воведе во дженетските пространства. Амин. Да ве оставиме во еманет на Севишниот Аллах Джелешануху, велејки фи еманилlah. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи таала ва баракату. Алейкум салам. Ете така, джемати мислимин, ова беше нашата емисија, која ја остваривме со нашите браќа, со моите гости, доктор Ариф Пини од Гостивар и Ферки Демировски. Дискутиравме во врска со Рамазанот, се надевам дека удоволивме во вашите души, сервиравме информации од верските вистини во врска со постот, па го молам Севишниот Аллах Джелешануху да биде задоволен од верниците кои постат во овој месец Рамазан. Имајте убава ноќ, нека Аллах се смилува над вас и вашите семејства.